Од пред неколку дена, бившата пратеничка Владанка Авировиќ има накид вреден 180.000 евра и уметнички колекционерски предмети во износ од 2.000 евра. Освен накид, Авировиќ во имотниот лист пријавила и куќа во изградба од 156 метри квадратни во вредност од нови 130.000 евра, 4 автомобили, но и 2 кредити, објавува портал Б. Исто така, сега бившиот пратеник Илија Димовски од ВМРО ДПМН опишал дека има 2 парцели од 13.000, 2 автомобили од 33.000 и куќа за одмор од 58.500 евра. Освен Илија, добро стојат и неговите родители кои имаат уште 2 парцели земја, 2 куќи и стан од 37.000 евра, акции, штеден влог и автомобил. Бившиот технички премиер и пратеник Емил Димитриев има слабост кон оружје па пријавил колекција вредна 8.000 евра, но и стан во Скопје од 130.000 евра, како и земјоделско земјиште од 50.000 евра. Неговата сопруга пријавила накет од 150.000, а Димитриев заштеда од 400.000 денари. Толку зборуваната и веќе метафорична Мира Стојчевска, алијас Мира Дизел, веројатно досега страдала невино во однос на други. Така, Стојчева пријавила куќа во семена собственост од 162 метри квадратни во Делчево, стан од 33 метри квадратни во Скопје, 2 автомобили, плата и кредитна картичка. Далеку постабилен финансиски и имотно од Стојчевска, но и од многу други, е сега ударната игла на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Тој има стан во Германија од 50.000 евра, годишен приход од 1,2 милиони денари како шеф на наблюдувачка мисија, 50.000 евра од продажба на стан, месечна кирија од станот во Германија, 8.500 денари додаток за трето дете, но и кредит од 80.000 евра. Јагода Шахпаска од СДСМ навела повеќе недвижности, но не ја навела нивната вредност. Шахпаска пријавила гаража во вредност од 170.000 денари, но и стани куќа од 92.000 евра. Но Шахпаска пријавила и дека поседува 2 стана во Битола, автомобил, земјиште под објект, двор и гаража, но и кредит на сопругот од 1,6 милиони денари. Личниот имот Шахпаска го стекнала од наследство, потенцира портал Б. Ова се само некои од бившите пратеници кои на различен начин привлекоа внимание во оваа анализа. Голем дел од нив и понатаму наведуваат тоа што го имаат, но не и вистинската вредност. За такви пропусти неодамна од хрватската влада си заминаа најмалку 4 министри и високи функционери.